Почитувани граѓани, ценети колеги, изминатата 2020 година ќе остане запаметена како година во која целиот свет беше соочен со предизвици и потешкотии предизвикани од пандемијата со COVID-19, кои резултираа со промени во секојдневниот живот на луѓето. За Царинската управа тоа значеше постојана подготвеност за следење на промените, флексибилност и брзи реакции. Наплатата на приходите, заштитата на општеството и граѓаните, олеснување на трговијата, а во исто време следењето на тековите на модернизација останаа наши стратешки приоритети, иако тоа значеше вложување на дополнителни напори. Во специјални услови, проектите и активностите кои започнаа во 2019 година продолжија успешно да се извршуваат. Во јануари 2020 година на сила стапи новиот закон за моторни возила, кој всушност е прв донесен закон со еколошка компонента и резултира со намален број на увезени стари возила, но сепак со зголемени приходи. Од почетокот на 2020 година целосно започна и примената на законот за акцизи во електронска форма. Изминатата година Царинската управа беше председавач на подкомитетот за царина и правила на потекло во рамки на ЦЕФТА. Како председавачи со овој комитет, на почетокот на месец март, поради новонастанатата состојба со кризата предизвикана од пандемијата, покренавме иницијатива за воспоставување на така наречени зелени коридори, каде сите земји, членки на ЦЕФТА, се обврзаа да обезбедат 24-часовна работа на граничните премини за извоз и увоз на стоки во рамки на ЦЕФТА, како и на клучните гранични премини со Европската Унија, со приоритет за минување на осетлива стока, односно свежи земјоделски и прехранбени производи, лекови и медицинска опрема. Во тесна соработка со Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој развиваме новиот модул Равио во рамките на ЕКСИМ системот, кој служи за автоматско следење и стопирање на лицата кои се обидуваат да излезат преку аеродромите од државата, а имаат решение за изолација. Преку Царинската управа, нашата држава е првата држава во ЦЕФТА која го започна и успешно го заврши процесот за меѓународно признавање на издадените одобренија за овластен економски оператор, за царинските поедноставувања. На крајот на 2020 година, 17 трговски друштва имаа ОЕО одобренија. Од страна на владата, Царинската управа беше назначена за носител и главен координатор на проектот на новиот национален едношалтерски систем во државата, чии корисници ќе бидат Царинската управа, други владини институции и бизнес заедницата. Со воведување на овој систем ќе се интегрираат националните ИКТ системи кои се користат во Царинската управа, односно ќе се изврши интеграција и со системите на другите владини институции, со што ќе се обезбеди единствена точка, прозорец за користење на услугите од страна на економските оператори. Започната изработка на проектна документација за реконструкција и опремување на граничните премини ДВ Бајер, Кафасан, Делчево, како и за новиот граничен премин Маркова Нога во Преспанскиот регион, со што ќе се направи еден вид на стандардизација на граничните премини во поглед на инфраструктурната поставеност и начинот на функционирање. Во оваа прилика, уште еднаш јавно им се заблагодарувам на сите царински службеници, кои несебично се вложија изминатата година и чии труд и тимска работа резултираа со воспоставување на успешна и одржлива работна средина. Во време на криза, предизвикана од пандемијата и во отежнати услови, царинските службеници обезбедија непрекинатост во меѓународниот синџир на снабдување. Ви посакувам да останете пред се здрави, но и посветени како и досега, за и понатаму да останеме во служба на граѓаните. Ви благодарам.